Почитувана јавност, вечерва почнуваме со подкаст посветен на жените. Во ова и во наредните емисии ќе зборуваме на различни теми кои ги засегаат жените, но и општеството воопшто. Тука се и темите како жените во различни области, тука се и актуелни теми како почитување на право, корупција и слично. Прва гостинка вечерва ни е председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМН, господја Жаклина Пешевска, која е актуелен пратеник во Македонското собрание. Значи, активна и запознаена во сите области на општественото живење. Во подкастот ќе се осврнеме на најактуелните активности на Унијата на жени, за плановите за иднина, за борбата на жените, женските права и слично. Со Пешевска разговараме и за незините активности на меѓународен план. Кон крајот на минатата година, таа беше дел од партиската делегација во посета на Вашингтон, САД, каде учествуваше на форумот на Меѓународната демократска унија. Добре дојдовте во емисијата. Со вас ја отвораме оваа серија на подкасти. Најпрво, добро вечер и добре ве најдов и благодарам на поканата. Во 2024 година Унијата на жени имаше многобројни активности. Може ли да ни издвоите некои од нив? Најпрво јас би почнала со слоганот кој што или мотото кој што ги имавме на годишната конференција, 19-та годишна конференција на Унијата на жени. Слоганот беше одлучни за промени. Најважната активност или промени кои што се направија во општеството, всушност во кои што и активни чинители беа жените, не само жените од Унијата на жени, туку жените буквално сите во Република Македонија. Сега треба да сме и сме вклучени, но треба и во иднина да сме вклучени во реализација на тие промени. Ние имаме годишен извештај како Унија на жени, кој што генерално досега, иако за 2024 на тој годишен извештај се уште се работи, но генерално се движиме негде помеѓу 1500 и 2000 активности на годишно ниво на цела Република Македонија. Продолжуваме, досега имавме и традиционални, да речам, верски активности, посета на цркви, храмови за наши верски празници. Ги почитувавме и помалите етнички заедници, со тоа што присуствувавме и на ифтар вечери. Она што е најважно што работиме со сите целни групи, дали се тоа спортисти, земјоделки, млади, пензионери и така натаму. Имавме активности, околу 2000 активности на годишно ниво. 2/3 од тие 2000 активности ни се хуманитарни активности. Всушност, тука ги третираме сите семејства во голем број. Семејства од социјален ризик, многодетни семејства, лица издруженија со попреченост. Имаме низа крводарителски акции и зашто всушност бевме одликувани во минатата година, на вистина 2024 година ќе помине во знакот на одликување и признанија на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, конкретно за крводарителската акција која што се спроведуваше во време на летото за да се одржат крвните резерви во клиниката за трансфузиологија, зашто добивме соодветна плакета признание за нашата хуманост, додека пак за работата со семејствата во социјален ризик бевме одликувани со едно признание од Сдруженијето Мајка Тереза, односно награда за хуманост на Мајка Тереза, што ја добивме токму во декември. Но она што е важно да се напомене дека ние тековно работиме на профилација и до екипирање, да речам, цело време на Унијата на жени, така што имаме цело време трибини на актуелни теми. Имаме, да речам, своја политичка академија, каде што разговараме или ги доедуцираме членките на Унијата на жени со обуки за јавни настапи, како што кажа, фактуелни теми, како економски да зајакнуваат и така натаму. 2024 ќе остане запаметена за тоа дека
членките на Унијата на жени и воопшто жените во Македонија беа вклучени во најголемите промени. Унијата на жени учествуваше во изготвување на и подготовка на изборната програма, активно учествува во претседателските и парламентарните избори, лобирање и огромна поддршка меѓународна за првата претседателка на Република Македонија, мојата бивша колешка од Собранието, професор доктор Гордана Сијановска Давкова, и можам да искажам едно огромно задоволство од владата што во голем дел предлозите во изборната програма беа инкорпорирани и прифатени во владината програма и што добар дел од нив почнуваат да се спроведуваат. Одлично. Набројавте на вистина голем број теми кои што и понатаму ќе ги елаборираме за јавноста повеќе да ја запознаеме со нив. Сепак генерално гледано забележувам дека хуманоста е една клучна одлика на Унијата на жени. Унијата на жени е секогаш подготвена и на првата линија, онаму каде што е најпотребно. Подаваме рака секому, организираме хуманитарни активности, организираме помош во вид на донации, помош при елементарни непогоди и слично. Но исто така Унијата на жени се карактеризира и по организирање на огромен број на крводарителски акции. Моето прашање би било како вие лично успевате да бидете присутна речиси на сите овие активности? Кога се сака се може, со добра организација, но јас во ова, да речем, успешни мандати, години на Унијата на жени, не сум сама и сигурно не можам да успеам сама. Најпрво имам одличен тим и рецептот на успех не само на мене како жена за било која област е всушност да се обкружиш со успешни жени околу себе, со амбициозни, мотивирани. Пред се апелирам јас кога говорам за да ја зајакнеме улогата на жената во општеството, апелирам да жените бидат доволно едуцирани, но да бидат и во исто време и мотивирани да се вклучат во одлучувачките процеси. Не се секогаш лесни, исклучително е тешко. Многу пати сум имала ситуација кога сум седела единствена жена на маса со сите мажи, но најважно е да седиш на истата маса и нормално да го заземеш просторот со свое обраќање. Со огромна поддршка од семејството, без нив ништо, на вистина. И многу пати кога паѓа енергијата, тие ме мотивираат, со огромна поддршка на раководниот тим на партијата, посебно на претседателот на партијата, кој што во многу тешки моменти, затоа што како партија поминавме на вистина тешки моменти во изминативе години, кога бевме во длабока опозиција, не мотивираше да продолжиме со една реченица да беше лесно, не ќе бевме ние, во исто време еден вид утеха, еден вид мотивација, но секогаш треба, ако сакате тимот да работи како што треба, секогаш треба менаџментот, односно менаџерот или претседателката да треба да биде добар пример преку својата работа. Воена организација, поддршка, како што кажав, од семејството, од партијата и да бидете, да речем, успешни. Така. Вие сте лидер на најмасовната организација во Македонија, Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Сепак во континуитет кон неа се приклучуваат и нови членки, што е за поздравување. На кој начин ги регрутирате новите членки? Како ги приклучувате? Мислам дека она што го приметувам веќе на последните масовни настани од страна Унијата на жени се повеќе нови непознати жени за мене има на тие настани, што особено ме радува затоа што во поголем дел ги познавам бидејќи присутна сум, како што кажавте, на настаните. Им се допаѓа начинот на работење на Унијата на жени. Ние имаме едно широко градо, да речам, дејствување на активностите. Иако морам да потенцирам дека во општество во кое што генерално не е атрактивна политиката ниту за млади луѓе, ниту за жени. Затоа што не секоја жена или млад човек е спремна или спремен да поднесе одреден притисок во политиката, затоа што кога си на јавна функција не си само ти, така е, товарот е голем и не си изложен само ти како јавен функционер,
туку е изложено целото семејство Семејство. и не секој се нафаќа да го поднесе тој притисок Така. или да речам на некој начин да си го жртвува своето семејство или своето време. Но ние покажавме еден полиберален начин на пристап и на доста жени тоа им се допадна. Другиот начин на профилирање не е само преку нашите активности, туку и преку политичката академија, преку која што ја претходно ја спомнав, со која што всушност третираме актуелни теми, теми кои што ги допираат жените. Во исто време сум председателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Собранието, па ми е уште една одлична можност да речам да ги актуализирам и профилирам и следам вака директно со институциите, со заеднички сили да речам, со заеднички интереси, процесите за зајакнување на жените, односно преку низа закони за да се зајакне улогата на жените. Морам да потенцирам дека како општество генерален проблем имаме тоа што половина од популацијата во Македонија се жени, но половина од тие жени не се активни на пазарот на трудот, а велиме дека треба економски да се јакнат и мислам дека еден предизвик и за нас како Унија на жени, но и еден предизвик како сегашна влада треба да ни биде тоа да бидеме фокусирани што повеќе жени да мотивираме да бидат вклучени на пазарот на трудот. Така. 2024 година е зад нас. Како што и самите кажавте, бројката од 2000 активности е навистина импозантна. Таа делува мотивирачки за вклучување на останати членови во нашата партија. Би сакала сега малку повеќе да позборуваме за тоа кои ќе бидат вашите главни активности како Унија на жени во годинава која што сега ни отпочна. Мислам дека 2024 година, после долги години, бидејќи Унијата на жени постои 27 години, а токму сега за 2025 година спремаме на 20-та годишна конференција, еден долг јубилеј. Мислам дека огромното признание стигна токму од Вашингтон, каде што присуствував, како што кажавте, на форумот на Меѓународната демократска унија, во која што членуваат околу 60 земји и за прв пат во извршниот одбор на Женската интернационална демократска унија станав подпредседателка, но и членка на извршниот одбор. Тоа е всушност една организација на светско ниво, покрај тоа што сме активни чинители во Европската народна партија, каде што сме со нашите сестрински партии од регионот и од Европа. Јас искрено можам да изразам едно огромно ниво на задоволство на добрата поставеност и организираност на Унијата на жени и ние ќе продолжиме да речам во тој дух, да има целосна слобода Унијата на жени да креира своји активности. Зошто го зборам ова? Затоа што кога ќе дадеш слобода, пример јас сум дала слобода како председателка, тука се поттикнува и креативноста од базата кон централата, не да одат насоките само од централата кон базата, затоа што одредени активности кои што поминуваат добро во урбаните средини не поминуваат добро во руралните средини и обратно. И затоа буквално цела структура на Унијата на жени има целосната слобода да се креираат сами настани и можам да искажам едно во поголем дел задоволство што има доста креативност, доста многу настани што повторно ќе допираат до голем број на граѓани, до многу целни групи и до профилација и мотивација што повеќе жени да се приклучат. Така да мислам дека ќе продолжиме. Ја ќе продолжам и на ниво како пратеник да ги актуализирам сите прашања што ги засегаат жените. Продолжуваме да бидеме активни чинители и во процесите и во промените што треба да се случуваат се уште во општеството и активен борец исто така и во партијата. Така. Не се сомневам во тоа, познавајќи ве лично. Како председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН сте докажана и покажана овде кај нас, меѓутоа јас ќе морам да го споменам и да го потенцирам тоа што при вашето гостување и учество на форумот на Меѓународната демократска унија во Вашингтон бивте избрана за подпредседателка.
Би сакала малку повеќе да позборуваме за тоа, да ни објасните што се случуваше таму и кои се вашите идеи за ангажирање на меѓународен план. Како што објаснив претходно, значи таа е меѓународна демократска унија составена од центар десничарски партии, каде што припаѓаме по ориентацијата и ние, околу 60 земји, околу 85 политички партии и на Таму е, вистина мислам, се извинувам, и советникот за национална безбедност на председателот Трамп. Така и сега токму во февруари ќе одам на еден настан што е организиран од една организација, односно се вика Мајките на Америка, Мајките од Америка, кои што се во поддршка на Трамп, и тоа ќе биде еден 3 или 4 дневен голем настан. Што е најважно таму? Таму одеше со номинација и гласање, нормално и бев едногласно изгласана за подпредседателка. Што мене ми е многу важно? Промоција на унијата на жени, на овие настани, и да сакам да споделам со јавноста дека навистина како женска најголема организација, најмасовна во Република Македонија, не само по организираноста, по ефективноста и по бројот на настани предничиме пред многу развиени демократии и можеме да бидеме одличен пример. Тие форуми, настани што се случуваат, дали се во Европската народна партија, дали се во Меѓународната демократска унија, се едно се одличен момент да се промовира целата работа, да не останеме затворени на ниво или на граници во Република Македонија. Не се само прави промоција на унијата на жени, се прави промоција на партијата, дека не имаме слобода да действуваме, така дека имаме либерален лидер или либерално раководство на партијата, но во исто време правиме промоција и на самата држава Република Македонија. Так. Мене ми се, да речам, највисоките приоритети тие нормално, јас ќе се заложам како и до сега што се заложував да биде најдостоинствено и најдоследно да го изведам како до сега, да кажам. Одлично, не се сомневаме во тоа. За крај секако би сакала малку да проговориме за женската борбата за правата на жената. Какво е вашето мислење за односно кои се најтешките битки кои унијата на жени ги води во рамки на партијата? Најтешките битки, видете сега, самиот чин, како што кажав, во општество каде што менталитетот е или сваќањето на женската улога е да биде жена, мајка, домакинка и толку, значи ние ги кршиме тие табуа и генерациите пред нас жени ги кршеле тие табуа, дека можеме да имаме во исто време и успешна кариера и да бидеме добри мајки и домакинки, иако многу пати морам да признам дека најголема жртва или најмалку време имаме за семејството, но можеме да бидеме успешни. Јас станав председателка кога беше исклучителен предизвик да се задржат, бидејќи бевме во длабока опозиција, да се задржат актуелните членки во партијата и во унијата на жени. Ние успеавме, тоа го надградивме. Потоа мотивиравме нови да доаѓаат и тоа го постигнавме. Сега работиме на препознавање и претходно работевме на препознавање и профилација на жени во целото општество, буквално во секоја општина, преку делегирање на активности тие да ги извршат или преку обуки за јавно говорење, јавни настапи и така натаму. Тие всушност се профилираат за идни жени на политички функции и видете, битката не секогаш, многу пати кога објаснувам, кога ќе речат ние сме стигматизирани од мажите. Јас не се согласувам со тоа, затоа што целосно, значи многу пати сме стигматизирани и од жените и таа е некоја многу полоша стигматизација. Јас секогаш повикувам на солидарност, женска солидарност во политиката, да жените останат доследни на себе, точно да знаат што бараат, а нивните барања да соодветствуваат со нивните компетенции или образование и така натаму. Економски да јакнат, тоа значи да работат и да имаат свој прилив на пари, да се опкружат, како што кажав, со успешни жени, да не се разочараат од секој неуспех, зашто секој неуспех е скалило погоре и тоа е патот на успехот. Еве, ако може така да го заокружиме гостувањето или мојата порака од моето искуство, тежок, трнлив пат, но ако не се откажеш, ако си упорен, ќе успееш. Тоа е од моја гледна точка така да го посочам.
Одлично кажано. Пешевска, ви благодарам за вашето учество во оваа прва епизода од серијата подкасти ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. А вам, почитувани гледачи, ве поздравувам, ви посакувам пријатна вечер и очекувајте неповторно следниот понеделник со нова гостинка и со нови актуелни теми со кои што се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Убава вечер, почитувани. Благодарам, убава вечер и од мене.